На тема Вселена вечерва во студиото на Радио 2 Зоран Милчевски од Скопското астрономско друштво. Зоран, зборуваме вечерва за сателитите. Сега, дали според нивната мисија, според нивната намена, според потеклото, тие се разврстени во некои видови? Па да, видите, постојат, најпрем да објасним што е сателит. Сателит као назив е уште некаде пред 400 години, кога тогашниот астроном, еден од најпознатите астрономи, значи на сите времења, Јохан Кеплер, кој што нели ги носи оние познатите Кеплерови закони, вели за сателити дека се луѓе кои што се вртат околу богати луѓе со цел да извлечат материјална корист. Значи отаму тој сателит. Сега потекна нели тој име сателит. Сега во поново време нели се употребуваше оној назив сателит држави. Значи обично тука се мислеше на државите од Варшавскиот пакт, кај што оние држави кои што се врте околу Русија и слично. А иначе кои што се однесува до сателитите, значи се делат на природни и на вештачки сателити. Природни сателити се речеме нашава месечина. Или што знам, сите месечини кои што се наоѓаат во сончевиот систем, значи Галилеевите сателити, сателитите на Сатурн, на Уран и така натака. А под вештачки сателити се подразбираат оние сателити кои што се испратени од човекот или од било која цивилизација било каде во Вселената. Сега, кога ги двоиме кога ги класифицираме сателитите, значи во орбита околу Земја, значи ги делиме на сателити кои што орбитираат околу Земјата и оние геостационарни сателити. Кои се геостационарни сателити? Еве да речеме, еден сателит оддалечен од Земјата 35.800 километра од Земјата. Кога би летал со брзина од првата космичка брзина, значи 7,92 километри во секунда, он секогаш ќе стои изнад една точка на Земјата. Значи нема да орбитира околу Земјата, него секогаш ќе стои на една точка околу Земјата. И при тоа, значи, обично овие вакви сателити служат за осматрање на непријателот. Значи тие се познати као шпионски сателит, иако никаде не постои називот на шпионски сателит. Сите сателити што се во Вселената си имаат некоја своја намена спрема функционално. Значи, може да бидат телекомуникацијски, геосателити, метеоролошки сателити, војни сателити, значи кои што ги поддржуваат другите сателити, меѓутоа никаде не стои, да речеме, назива шпионски сателит. Секој сателит се има некоја своја намена. Сега, во зависност од опремата кој што ја постои во него, тоа си знаат само ни испраќачите што имаат пратено во него. Иначе што се... Јас предполагам дека тие сателити се двонаменски, тронаменски, не одат само со една намена, со една мисија. Па да, нормално тие сателити, видите, секогаш кога се кажува за овие сателити, обично тоа се геосателити. Еве да речеме, тие геосателити се многу корисни за човештвото. Пример, советските геосателити во времето беа доста познати. Они го открија коритото на реката Конго некаде 90 километри внатре во Атлантскиот океан. Значи тоа го открија преку сателитско снимање. Исто така, преку сателитско снимање, бившиот Советски сојуз, неговите сателити, открија дека под пустината Сахара, некаде на 300 до 400 метра, постои огромна количина на вода. Што значи, мислам, кога би се искористило таа вода би била наистина голем благодат за самата Африка. Исто така, во времето, некаде 60-тите години, Америка, мислам, разви такви совршени сателити, да они буквално од многу далеко, да речеме, наистина многу далеко, некаде од висина 300-400 километри од Вселената, они
снима позиции, војни позиции на Советскиот сојуз, на Кина, на ова, тек после тоа Советскиот сојуз се разработи таа технологија, значи. Овие сателити никаде не се дадени кои шпионски, они све се дадени као метролошки сателити кои што вршат наблюдување на времето или геосателити, иако они може да вршат таа функција, значи да ги пратат областите околу земјата. Доверливи информации. Да, меѓутоа и да праќаат доверливи информации. Веројатно шифрирани и така натаму, недостапни за секој. Да, тачно. Пред малку Зоране спомна дека преку примерот преку случајот од 10 февруари од судирот на двата сателита, тоа беа за кои сателити се работеше? Горе на... Да, за сателите Космос и Иридиум. Да, во Сибир, да. Така. Космос 2251 и Иридиум 35. Така, спомна дека растурени се во јадници парчиња. Да. И при тоа кажа дека представуваат закана, представуваат опасност за сите други летала. Да. Во тој појас на Вселената. Но дали се сателитите опасни и за Земјата? Па да, сателитите се видете со тек на времето. Еве да речеме овие парчиња што се околу Вселената, значи овие судрени парчиња. Они ќе орбитираат околу Земјата сигурно најмалку уште 1000 години. Меѓутоа, првите сателити што беа пратени некаде, еве, започнувајќи од Спутник, значи од 57 година па навака. Тие беа пратени во ниска орбита околу Земјата. Значи, што значи ниска? Значи, некаде од 250 па до 400 километри. Како што е поблиску спрема Земјата, гравитационата сила на Земјата е поголема и поголема. Полека ги спушта. Да, полека она започнува да ги спушта. Обично секој сателит околу Земјата се движи некаде од 90 па до 100 минути. Значи прави еден круг околу Земјата. Сега, при секој нареден круг, секој сателит губи паѓа, тоне во однос на Земјата. Губи од брзината. Ем од брзината, он тоне према Земјата. Значи, еве да речеме, ИСС тоне дневно за 24 сата некаде од 60 до 100 метри. Меѓутоа ИСС има можност, International Space Station, он има можност да го врати сателитот. Он има додатни мотори да го подигне сателитот на, да речеме, за таа висина која што изгубил. Меѓутоа старите сателити што беа, они го немаат таа можност и они едноставно почнуваат да тонат, влегуваат во орбита околу Земја и се во најголем дел од нив. Значи, согоруваат во Земјата. Нели доаѓа до натриење со горните слоеви од атмосферата и меѓутоа постојат и големи сателити. Постојат сателити како вие што беа, да речеме, по 700-800, по 3 тона сателити, значи кои што има тежина, маса, кои што веќе не може да согорат во Вселената. И они веќе тие парчиња представуваат опасност да паднат на Земјата. Сега цела среќа е што Земјата, нели, 70% од низината површина е вода. И голем број, да речеме, од нив паѓаат во океаните. Меѓутоа, она што е опасност при вакво лансирање на сателити, обично е уште при самото лансирање. Значи, ракетите, првиот степен па и вториот, да речеме, тие делови од ракетата кои што не достигнуваат првата космичка брзина, они сакале или неќеле, они мора да паднат на Земјата. Значи, привлечени на Земјата гравитација и паѓат. А исто така, при волкав голем број на лансирање, кој што рековме прошлата година, 69 лансирања имало овдека. И са, не дај Боже, во сите тие лансирања се случува да има и по некој инцидент. Таков еден инцидент имаше, мислам 2007 година, која беше лансиран еден сателит од ракетата Протон-М, значи од космодромот Бојконур во Казахстан, и таму при самото одма после лансирање, значи дојде до дефект на ракетата и 220 тона од она лесно запаливо гориво беше паднато во степите во Казахстан и одма предизвика еден масовен пожар. Значи нормално во тоа време на контролата од
Казахстан, нели, се алармира, се крена авиони, хеликоптери, пожарот беше изгаснат. Меѓутоа, делот таму, тој дел кај што падна горивото. Какви се можностите и големите пожари сега актуелни во Австралија да бидат по потекло од некој распарчен сателит? Па не, добро, веројатноста тука е многу мала. Веројатноста е многу мала, мислам тоа да претежно се условите, мислам, на метеоролошки услови, ја мислам дека сепак пироманите тука Иначе, веројатноста е многу мала. Пример, као некој што знам, метеор да го погоди, у моментов телевизија да погоди толкави веројатност. Да. Меѓутоа, оно што сакав да го кажам, конкретно за Казахстан, тогаш направи огромна штета, мислам, овој и при тоа, нели, казахстанската влада со тогашниот нивни премиер, нели, како се вели на политички, прати протестна нота према Русија, демекеве имате направено голема штета и во тој случај. Меѓутоа, наредната година, мислам, треба да падне еден амерички шпионски сателит, мислам, они така назив има, иако преска што зборавме не е шпионски, еден геосателит, треба да падне затоа што со овој сателит веќе нема контрола. Американската влада веќе поточно НАСА нема едно 3-4 години контрола него и се очекува некаде таму после март месец наредната година да биде да падне овдека на земјата. Се уште не е пресметана неговата патека каде он би можел да падне, но американците, поточно НАСА, односно Пентагон, најави дека доколку сателитот постои веројатност да биде падната во некоја густо населена област, он ќе, нели, од американската морнарица ќе биде гаѓена према него да биде срушен. Така. Дали и интернационалната вселенска станица, орбиталната станица е сателит и дали и Хабл е сателит? Па да, Хабл е можда како да кажам, најрепрезентативен сателит пратен овдека од човештвото. Значи, вселенскиот телескоп Хабл, он е нели крстен по Едвин Хабл, значи оној познат американски научник од 20-те години од минатиот век. И овој сателит требаше да биде пратен некаде уште 80-тите години, поточно 80 мислам 5 и 7-та година. Меѓутоа, нели, она хаваријата што случи со Колумбија 1986 година беше одложено неговото праќање на Хабл. Така да Хабл април месец 90 година беше пратен во орбита околу Земја, меѓутоа веднаш по неговото праќање